Сите оние работи што беа истакнети од одбраната, ситуацијата за која што сите имаме разбирање дека во секој сектор се соочуваме со проблеми и дека работа морала да се реши, морало некој да земе плата, судот ќе ги цени не како основ за исклучување на одговорноста, туку како некоја олеснителна околност при одмерувањето на видот и висината на санкцијата. Тие олеснителни околности, земени во склоп со она што, мислам, фактот дека досега обвинетиот не е осудуван, значи ова фактички ќе му биде прва осуда, водат кон тоа судот да се одлучи за, наместо да утврди некоја казна од оние потешките казна, затвори така натаму, значи да се одлучи да го осуди на парична казна. Паричната казна, висината ќе биде одмерена со земење предвид дека овде ќе имаме кумулирани повеќе случаи затоа што добива третман на продолжено кривично дело, како што кажав, и затоа висината на паричната казна ќе биде определена на 100 дневни глоби и секоја од дневните глоби е во висина од по 100 евра. Значи 10.000 евра во денарска противвредност, како парична казна за ова кривично дело.